Штип ќе биде вториот град во државата кој ќе добие ексклузивен луна парк, каде место за забава ќе имаат децата од целиот источен регион и пошироко. 15.000 метри квадратни во штипската населба Суитлак ќе бидат искористени за забава за децата, но и за постарите. Новиот мегапроект ќе биде сместен на оваа атрактивна локација позади мене, во еден од најубавите делови од градот, и ќе биде огромен, забавен предизвик и содржина која може да се најде на само 2 места во државата. Новиот луна парк ќе биде дел од комплексот на забавни содржини, бидејќи практично ќе граничи со мега популарниот Дина парк, фудбалското игралиште, затворениот базен, зоолошката градина и адреналинскиот парк, кој исто така треба да се изгради во непосредна близина. Што ќе содржи луна паркот? На 15.000 метри квадратни да има најразлични содржини, реквизити, панорамско тркало, ролер костери, зони за интеракција, содржина која досега во градот не била никогаш присутна, а и ретко кој град во регионот има таква содржина, така да мислам дека ќе биде едно забавно катче кое ќе биде доста посетено и кое ќе го збогати социјалниот живот и потребата на едно модерно живење. Во која фаза е проектот Луна парк? Еве во овој момент се работат содржините, односно се проектираат локациите на содржините. Тоа е една површина која не е искористена, која сметам дека со ова ќе додаде вредност во нашиот град и ќе привлече внимание на многу посетители од страна, но и најмладите во нашиот град. Што ова ќе значи за Штип и регионот? Очекуваме со изградбата на оваа содржина да се добие нешто кое недостасува и кое е потреба на модерното време за нашите сограѓани, за најмладите, но и за многу луѓе кои доаѓаат од страна. Сметаме дека ова ќе биде дополнителна содржина која ќе овозможи поголемо присуство на гости од страна. Штип инвестира во многу проекти, но голем акцент става на забавата, едукацијата и развивањето на спортскиот дух. Овозможува релаксација не само за најмладите, туку и за безмалку сите возрастни категории. Некратко речено, Штип веќе веројатно станува најдоброто место во државата за живење, и тоа од многу аспекти.